Колега Зендели, јас ќе продолжам таму со прашањето што го спомна и претходниот дискутант. Оваа влада нема да донесе ништо, бидејќи нивната матрица не е таква. Ова е влада кај што се носители СДСМ и ДУИ. Ова е влада што е научена да зема. Да зема од граѓаните, да зема од стопанството, да зема од квалитетот на живот од нашето секојдневие. Ова е влада до која што крвнички не задолжува. Оваа година само планира 1,6 милиони евра нови задолжувања да направиме. Велите за принципи, така е. И ние сте секогаш за истото. Треба да се биде принципиелен и конзистентен. И знам колку тежат вашите зборови, бидејќи бевте директен сведок, на своја кожа го искусивте нивната непринципиелност. Нив не ги интересираат ниту принципи, ниту вредности. Ги нема и сега во салата, ниту еден представник на владата. Да се соочат. Бегаат и од народот, бегаат и од пратениците, но не може тоа долго да биде. Нив принципи не ги засегаат. Не ги засегаат вредности. Нив ги интересираат колачиња. Слушате од токму оваа сала. И пазете што е најтрагно. Они се гордеат со колачињата што ги јаделе, но сите тие нивни колачиња се по цена на изиграната волја на гласачите и на граѓаните на Македонија. Секој пат, секој случај на изиграната волја на граѓаните, тие ја посочија токму од оваа говорница дека биле многу сладки колачиња кои што тие ги јаделе. Тоа им било нив важно. И од тука ќе говориме за принципи. Нив ги интересираат тендери, нив ги интересираат провизии, нив ги интересираат договори во 4 очи. Нив ги интересираат тезгарења. И тоа се случува, за жал. Сега ни се случува каде што навистина ако некој веќе осетил на своја кожа нивната непринципилност, ако некој осетил нивната има, како рекоа вчера, аморалност, нестабилност, изиграност и така натаму, сега со овие третиви навистина не знам што очекуваат. Дали веќе не се свесни што доаѓаат или не? Свесни се. Така вчера и премиерот ту кажа, точно знаат што прави. И секој еден чекор е во штета на нашите граѓани, на нашата економија, на нашата иднина. И не треба да се чудиме. Тоа е процес на дуизација на општеството, за кој што сите го потврдивме. Тоа е процес на дуизација каде што СДСМ се навлече со сите сили. Тоа е процес во кој што се прават дела, злодела, а нема одговорност. И затоа паѓа довербата во судството. Затоа граѓаните не веруваат. Затоа имаме 60% кои што велат дека нема демократија во државата и затоа 70 и повеќе проценти од нашите граѓани тврдат дека се уверени дека идеме во погрешен насок. И не грешат, но тоа се ќе се поправи на следните парламентарни избори. Благодарам.